Минатото е дел на сите од нас, но дали доволно го знаеме сопственото минато? Некој ќе рече да, некој ќе рече не, но затоа постојат луѓе кои што со своето работење придонесуваат минатото да се спои со сегашноста. Јупче Данов несомнено е човекот кој што секојдневно истражува, промовира податоци кои што се поврзани со нашето минато. Тој е колекционер на стари фотографии на Велес, човек кој копа по архивите во Македонија и Турција, човек кој постојано разговара со луѓето и го составува мозаикот наречен Велес. Какви фотографии ќе им презентирате на нашите гледачи? Еве сега јас вака ќе ги искоментирам, гледачите ќе ги гледаат, односно ќе ги погледаат на нивната, да речем, тој ќе јас коментирам, ќе ги гледаат на екранот. Значи првата слика со 01 го представува точно нашиот снимател, односно Јури Деже со своето куче, снимен во еден велешки двор, претежно. Каде точно не знам, односно не е пишено каде е тоа. Втората фотографија е точно овој мост, што го кажав, понтонскиот мост, што е направен од Речени до десната страна на Вардар. Во позадина се гледа, значи, тече, се гледа и Вршник. Вардар бил доста голем тогаш, доста незгоден за преминување и така натаму. На третата фотографија 03 се гледа еден германски војник на страната на Речени, кој чува стража на мостот. Тука се и обавезните, значи, коли, тоа е некоја позиција, тука е воен логор. Понатаму започнуваме еве од јужната страна на Велес, тоа е Карпата на Маркова мејана, кај што се наоѓа црквата Свети Јован сега. И од оваа позиција, значи, снимана од левата страна на Вардар, фотографирани се во горниот дел двете цркви, Свети Спас и Пантелеимон, и реката Вардар, одна многу интересна, значи, позиција. Понатаму сликата 05. Оваа фотографија е влезот на Велес, се гледа Адата, од десната страна се гледа Јаниташ и влезот на Велес, пругата, понатаму го имаме оној познат, да речеме, тунел во Карпите. Фотографија 06 снимана е од озгора, од ридот на Свети Спас, се гледа Велес, односно влезот на Велес, и горе е црквата Свети Спас со своите зидини, да видите како изгледал тогаш Долни Дуќан или Долни пат, како што правилно треба да се каже. Значи немало пат, само железницата и едно козио патче за добиток. 07 исто фотографирана од страната на Свети Спас, од ридот. Тука добро се гледаат познатите, значи, воденици спроти Јаниташ. Водениците, тука знам дека биле водениците на неколку велешки фамилии познати. Вака не би можел да ви кажам точно на кого е која воденица, меѓутоа интересно тоа е, има, значи, некој да знае да каже која воденица на кого била. Понатаму имаме 08, една многу интересна фотографија на малото мовче на десната страна на Вардар. Тука и хотелот Београд се гледа. Интересно се види галеријата, потоа како се наредени куќите, една општа констатација дека куќите се многу правилно насочени, сите се еднакви. Велес изгледала прекрасно тогаш и од сегашна гледна точка тогаш имало многу подобра некоја си урбана архитектура отколку што имаме ние сега. 09. Ова е железничката станица тогашна, некаде спроти сегашна епархија. Тука е возот, се гледа германските војници како слегуваат, тука застанате возот. Понатаму на следната, на 10-та слика ги гледаме германските војници. Тука е и првата куќа веднага до Вардар, се гледа мало мовче. Значи, испоседнати се војниците, одмараат. Понатаму се гледа на следната, на 11-та слика, патот, железничката пруга, во позадина ја гледаме Бела џамија,
понатаму ја гледаме црквата Света Богородица, Стариот мост, Вардар. Број 12, ова е фотографија многу интересна, старата, значи гимназија, односно Велешката гимназија, дуќаните, реката Вардар, коњите кои се тимарат во реката Вардар и една џамија, мала, најниската џамија што била, тоа е на местото на денешната, би рекол, продавница, поранешната Ива, парфимеријата. Тоа е една улицата која води од пазарот према автобуската станица. Број 13, Велешкиот пазар. Значи, се гледа потокот, тоа е многу интересна фотографија. На левата страна се гледаат старите велешки дуќанчиња, мостот дрвениот преку потокот, во позадина се гледа градскиот сад, десната страна на Вардар и целиот оној дел, којникот нагоре, тука се и пазарџиите, коњите, значи една невообичаена фотографија. Оваа фотографија број 14. Овде се гледа германски автомобил кој поминува по главната улица, Пазарџијска улица тука, од пазарот на кај денешна автобуска станица. Да ги видите дуќаните како се, занечиите тука, гледаме дека има месари, па минуваат коњи, пазарџи, значи во пазарен ден е снимано. Следната со број 15 се гледа Велешкиот пазар. Значи тоа е она што го викаме долниот пазар. Пазарџи од разни, наречем, типови, имате тука и вреќи, имате тука и дрва се продаваат, па има еден војник носи еден сноп сено, веројатно тоа е за неговиот коњ и така натаму. Значи многу една добра фотографија на пазарот. Исто така е број 16 се гледа потокот, магарињата натоварени се дрва, понатаму се гледа една бела зграда која во тоа време била фурна, главно тоа е веќе горниот дел на пазарот. Истото е тоа само од подруг агол и на фотографијата број 17. Фотографија број 18, ова зграда не е позната, меѓутоа тоа е германската, бугарската војска со коњи, коли и така натаму, значи распрегнати тука, тоа е некоја интендатура. На фотографија број 19 имаме значи горниот дел на пазарот и потокот се гледа и Саликарпа и светили и така натаму, значи тоа е веќе онаа што покасно го викаат житен пазар. Тука веќе пазарџиите со коњи, магариња носеле секакви житни производи, се гледа дека имало и сено, имало дрва, имало други некои производи што ги продавале претежно земјоделски. Ова е фотографија за историја за тука е еден контраст многу добро даден. На левата страна на фотографијата број 20 се гледа едно момче во градско оддело со качкет, а неговата спротивност е дуќанчето. Ова е некој веројатно опинчар и се гледаат двајца луѓе, еден постар, еден помлад, со фес, односно со чалма на главата и едно момче. И тоа е тој Велешки пазар, значи судер меѓу новото и старото. Овде, ова е фотографија 21. Ова е улица над оној дел на пазарот што викаме, значи на левата страна над пазарот е некаде ова, веројатно над Соколана, тогашна. Над Соколана е направена фотографијата, се гледа на буа и дуќаните, војниците како пазарот. Оваа фотографија е направена на брегот на Вардар, во позадината се гледа белата џамија, црквата Свети Спас, собрани се луѓе, камиони, коњи. Фотографија 23, веќе ја гледаме, значи го гледаме Велешкиот дел
на железницата, односно ова би било железничката станица во Велес со сите пропратни оние појави, продаваат семки, продаваат други работи, воен конвој еден, тука луѓе, војници и така натаму, значи една атмосфера на железничка. Ева сега овде железничката станица во Велес, една група германски офицери, претпоставувам, затоа што гледам дека има гајтани, чинови, медали и така натаму. Значи, група офицери кои се сликале тука на железничката станица. Понатаму, исто на железничката станица на сликата 25 имаме една фамилија турска, жените се со фереџиња, со бурки, понатаму имаме деца, па имаме голем еден така дел. Слика 26, војна композиција, товарена со, веројатно со коњи. Ова е веројатно тој вагон каде што е храната за коњите, односно полна со сено, војници на него. На сликата 27 овде имаме некој продавач, се гледа продавач на ситна, да речем, стока, семки, сончоглед и други работи што се продавале тогаш. На слика 28, ова е некоја си е бил од белешки од левата страна, во позадина се гледа црквата Свети Пантелеимон, а ова е направено некаде во куќите во некој двор, каде што се коњите и она што викаме колите, односно интендатурата на војската. 29 фотографија, тоа се бугарска војска, бугарски војници на улиците на Велес. Исто така на 30 се гледа улиците, сокаците на Велес, австро-унгарски војници. Претпоставувам дека е оваа некоја фотографија по улицата Максим Горки, која води на кај црквата Свети Пантелеимон. Овде е дел од логорот, војниот логор. Војници се гледаат, стока и така натаму, тие копаат веројатно некои ровови тука, се укрепуваат. Оваа фотографија 32 е се гледаат деца. Значи неколку фотографии постојат со деца. Овде имате, можете да видите како едно момче ги чисти чизми се, веројатно чизми, чевли на војникот, додека околу него се насобрани еден куп деца разнолики, шарени, од боси до има некои со шешири, со капи, со и така многу разноликост интересна. Исто така и на фотографија 33, тоа се малските деца, исто така облечени најразличито, забрадени, боси со налани. Понатаму имаме еден детал, ова претпоставувам дека е некаде снимано од кај сокаците на кај црквата Богородица, на кај црквата Свети Пантелеимон. Значи, овој сокак не би можел да го препознам и јас. Исто така е на сликата 35, карактеристично исто така еден велешки сокак, веројатно некаде под којник е ова. 36 фотографии исто со велешките деца, најразличито облечени, боси со костими, со не знам, шалвари, така натаму, интересно да се види. Оваа фотографија од десната страна на Вардар се гледа во преку Вардар, значи левата страна се гледа, пазарот се гледа, потоа белата џамија Богородица, а оваа страна најверојатно е тука помеѓу Малото Мовчи и помеѓу, значи, Стар мост, на оваа страна каде што имало, значи, доста и куќи тука, на денешниот паркинг позади Чешевот. Оваа фотографија е многу интересна. Ова е со она од Чешмичи и точно она, да речем буквално, се гледа Чешмичето, меѓутоа се гледа и портата, онаа порта позната како куќата на Манчеви, односно нивната стара куќа, и тука на ќошето кај Дербен живе се гледа фурна. Ми кажа дека во тоа време на местото на
тој зид на Дерменџије постоела една фурна, да се гледа тезгера и веројатно тука во тоа време била фурната. Слика 39. Оваа фотографија направена некаде од Јурија. Во левата долниот дел на сликата се гледа еден фенар. Тоаш Велес бил доста опремен со фенари, а додека горе се гледа фактички јаворот и се гледа којник. Значи оваа фотографија претпоставам дека е снимана од левата страна на Вардар, од Јурија некаде, по високите делови на Велес. Слика 40. Оваа слика се гледа болницата, се гледа турската касарна. Ова е веројатно, ова се некои магазини на тогашниот, значи преработувачки капацитет за тутун. Во предниот план е нивата и тоа после се гледа Велес, односно левиот дел на Велес, тука и тече. 41. Ова се германски војници, најверојатно биле распоредени во некоја велешка куќа, тука живееле. Карактеристична е ова, значи, чешма во дворот, многу интересна чешма. Веројатно може некој од гледачите и ќе ја препознае, баш би сакал ако некој знае да се јави да каже на кое место е оваа карактеристична чешма, значи во кој дворе, во кој дел на Велес е. 42. Ова е еден велешки сокак улица, значи некаде е тука над пазарот на левата страна на Вардар. Овде го гледаме потокот, карактеристичниот оној мост преку потокот и денеска го има, сега е тука игралиштето за кошарка, патот се гледа и карактеристична е куќата, продавницата. Тогаш била фурна, сега е колонијална продавница, тја препознаете секако. И на крај 44-та фотографија, тоа е она што велиме третата воденица на Тополка. Кој ја знае Тополка, кој шетал по Тополка, се бањал таму, ја знае третата воденица, карактеристичниот мост. Тоа е една многу добра композиција, значи сакам да кажам дека овие фотографии што професоров ми ги презентираше, ми ги понуди, ми ги даде, еве за прв пат имате можност во оваа емисија да ги погледате на К1 телевизија и до сега јас барем зборував и со Народниот музеј и со представниците на музејот во велешката јавност, односно во нашата општа историја и по архивите овие фотографии ги нема. Значи за прв пат ги добиваме и јас веќе ги дадов на Народниот музеј, ги предадов со целиот овој текст материјал и кој сака, кој е заинтересиран да ги испитува, да ги проследува, може да им се обрати. Значи така и на професорот му дадов некој, да речем, некој обеќање дека тие ќе бидат презентирани, значи ќе бидат представени, ќе бидат на некој начин оставени во нашите архиви, да може било кој велешнец, добронамерник да земе и да ги гледа, да ги обработи, да ги превземе и така натаму. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание од емисијата Минато, сегашност и днина. Повторно следба ви закажувам за една недела во истиот термин, петок, 20 часот и 30 минути.